Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе ја слушаат емисијата Глас на вистината. Уште една седмица помината. По милоста Божја можеме заедно да ја проживееме, се разбира, со Божјата подадена рака на секого еден од нас. Бог благословајќи не, чувајќи не само нас, туку и нашите мили и драги и нашите, се разбира, семејства. Така да, оваа вечер, во знак на благодарност, сакам на вистина да му се заблагодарам длабоко од нашето срце или да му се заблагодариме заедно длабоко од нашето срце на нашиот Господ Бог, кој не чува, не води, ни помага во сите наши бури и браништа кои што доаѓаат во нашиот живот и се разбира ќе доаѓаат. Всушност, кога зборуваме за бурите и брановите, тие се дел од нашиот живот и тоа мораме да го разбереме. Колку и да сакаме да немаме проблеми во нашиот живот, да нема бури и браништа, но тие се тука. Секојдневно ние се соочуваме со буришта и бранови во нашиот живот, кои доаѓаат и се разбира се заминуваат. Но како што реков, и оваа вечер се разбира, ќе зборуваме и верувам дека сите овие проповеди кои што ги имаме и се ставени во емисијата Глас на вистината, ќе ви помогнат како можете секој проблем да го решите. Почитувани, возлюбени мои, сакам само една многу важна работа да ви кажам, дека ние не сме решението, ниту дел од решението. Јас лично не можам да бидам дел од вашето решение. Можам да помогнам, но не можам да ги решам сите ваши проблеми во вашиот живот, како што и вие не можете да ги решите моите проблеми во мојот живот. Всушност, јас не знам со какви проблеми се соочуваш, но и вие не знаете со какви проблеми јас се соочувам. Но Бог, кој знае се, кој гледа се, знае со какви проблеми сите ние се соочуваме. И според нашите грижи и проблеми, тој дава одговор. Во Библијата Исус Христос, всушност во Новиот Завет ни е напишано: подајте ги сите ваши проблеми и грижи. Потоа Исус вели: грижете се најпрвин или барајте го Царството Божјо, Неговата правда, а потоа се ќе ви биде помогнато. Затоа оваа вечер, ајде заедно по милоста Божја да го побараме Царството Божјо и Неговата правда и остатокот на нештата да ги препуштиме, се разбира, во Божи раце. Господ е тој кој што ќе се погрижи за сите наши потреби и грижи кои што ние ги имаме. Се разбира, во текот на ова измината седмица сме имале доста предизвици во нашиот живот. Многу проблеми се предизвик во нашиот живот, но Бог е тука да ни помогне. Да ни помогне на сите нас. Бог не гледа на лице. Бог не гледа на боја на човекот. Бог не гледа на нацијата на човекот. Бог гледа што има внатре во нашето срце. Всушност, пред очите на Господа, ние сите сме едно и исто, затоа што сме создадени или сме поточно потекло на нашиот прататко Адам. Ние сите сме создадени од Адам и затоа пред очите на Господа секој еден од нас е еднаков и ист. Бог, Библијата вели, дека не гледа како што човекот гледа. Човекот гледа краткорочно, но Бог гледа вечно. И нема препрека и не постои никаква препрека за него, како што, нели, кај нас постојат многу препреки. За Бога не се појавуваат проблеми. Бог се соочува со проблемите поради нашите проблеми и тој ни помага врз сите наши проблеми и грижи кои што се разбира ние ги имаме. Сите ние имаме различни проблеми и многу од нив можат да бидат
сериозни во нашиот живот. Еве, ова емисија, насловена како Глас на вистината, ќе набројам или ќе нафрлам неколку проблеми кои што јас се соочувам и проблеми во кои што сите вие се соочувате. Лични проблеми. Проблеми на работа. Финансиски проблеми. Семејни проблеми. Проблеми со луѓето. Здравствени проблеми. Проблеми со сами себе си и со нашето мислење за себе. Проблеми заради околностите. Проблеми во иднина. Проблеми со обесхрабрување и разочарување. Проблеми со нашите водачи. Проблеми заради недостаток на некој наш, се разбира, успех. Неочекувана смрт на некој наш близок. Раѓање на дете со ментална или физички недостаток. Нервен слом и се разбира тешка автомобилска несреќа. Сите овие проблеми во нашиот живот се дел од реалноста и сите ние се соочуваме со сите овие проблеми. Проблеми ги има во изобилство. Можеби овие проблеми ги немаш, но тие подоцна ќе те стигнаат. Сите ние се соочуваме со ваков тип на проблеми. И верувам кога оваа вечер ќе слушате емисијата Глас на вистината, набројајќи ги сите овие проблеми кои што ги имаме, сигурно дека ќе се пронајдиме. Сите ние имаме, како што реков, различни проблеми, но голем дел од проблемите и тоа како можат да бидат сериозни во нашиот живот и да донесат бури и бранови, кои што ќе можат да ја разделат нашата душа. Затоа, ајде заедно да го слушаме Словото Господово, Словото на нашиот Господ, затоа што тоа е единствено кое нуди решение и ни дава насоки и е наш прирачник како ние можеме да ги решиме сите наши проблеми и греши. Почитувани, кога еден проблем ќе го решиме, тоа не значи дека наредниот ден дека нема да се појави друг проблем. Дури не и наредниот ден, допосле ќе се појави друг проблем. Како што минатата емисија кажав дека проблемите се дел од нашиот живот и ние секојдневно се соочуваме со едни вакви проблеми. Но, не само тоа да ги препуштиме нашите проблеми, нашите грижи пред очите на Господа. Ние треба да му веруваме на Господа. Бог ја бара верата, целосната вера, да се починиме на самиот Господ Бог, кој го отвори небото и земјата, верувајќи дека само Бог може да ги реши сите наши проблеми и греши. Знам дека сите ние имаме различни проблеми. Финансиски проблеми, недостаток на финансии. Знам дека се соочуваме со светска економска криза, каде што сите ние сме досегнати на каков бил начин по прашање на финансиите. Кога ќе го прегледаме нашиот буџет, кога ќе направиме калкулација на нашиот буџет, ќе видиме колкава дупка има во нашиот буџет. Зошто? Затоа што сите ние се соочуваме со финансиска криза, затоа што имаме економска криза. Така да, тие нешта мораме да ги препуштиме на Господ, верувајќи дека Бог ќе се погрижи за нас. Сите ние исто така се соочуваме со здравствени проблеми. Ако некој оваа вечер се соочува со здравствени проблеми, Библијата вели дека Бог е лекарот на сите лекари и дека тој е докторот и дека нема нешто што е невозможно за него. Колку ова вечер да е тешка твојата болест, Бог е тука да те ицели, се разбира, преку крвта на Исуса Христа. Ако тој може да ја ицели најстрашната и најтешката болест,
преку Исус Христос, а тоа е гревот, кој ги предизвикува сите наши проблеми и грижи на овој свет. Тој може да те ицели од каква и да болест се соочуваш сега ти. Дали било лехемија, рак, тумор, што и да е било. Бог е тука да те ицели. Ако ме слушаш оваа вечер, повикај го Господ да дојде во твојот живот и тој ќе биде мелем за твојата душа и мелем за твоите рани. И тој ќе те ицели. Кога ќе го читаме Словото Господово, всушност, кога ќе почнеме да читаме од книгата Излез, па натаму, од 12-та глава, ќе видиме како Бог преку Мојсе го вади израелскиот народ, но меѓутоа Израелот, за да стигне до хананската земја, земјата која што течеше мед и млеко, која била ветена прво на Аврам, а потоа на неговото потомство, се разбира преку влез на Исус Навин да влезат во таа хананска земја, евреите 40 години се вртеа низ пустињата. И кога ќе видиме, Библијата ни открива дека во хананската земја влезе само четвртото колено, а од тоа прво колено влегоа Исус Навин и Халев. Но меѓутоа, додека тие се вртеа 40 години, пред нив стоеше еден голем предизвик во нивниот живот. И не само еден, туку постоја многу повеќе предизвици кои доаѓаа врз нивниот живот. Кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме колку навистина Господ е милостив и добар. Се што му фалеше на Божиот народ, Бог им го придодаваше или даваше. Читаме дека им требаше леб. Бог од небото им даде мана. Потоа им даде дури и месо. Потоа Бог, од што и да е било, ги целуваше. И затоа Бог му вели на Мојсе: направи бакарна змија и секој кој ќе погледне на таа бакарна змија со вера во Бога, ќе биде ицелен од што и да е било каснат и од каква и да е било болест се соочува. Во тоа време, кога ќе читаме Словото Господово, како една од најзаразните болести кои што се соочувале луѓето, била лепрата, и тоа била болест која била смртоносна. Но Библијата ни зборува како можела лепрата или губата да биде човек ицелен. Само со вера во Господа, верувајќи во Него, можеше човекот да биде ицелен. Така да и денеска, ако ти се соочуваш со каква и да е болест, не мора да биде некоја заразна болест, лепра или што и да е било, Бог е тука да те ицели и да ти даде благослов во твојот, се разбира, живот. Денеска постојат многу луѓе обесхрабрени и разочарани заради одредени ситуации во нивниот живот. Знаете, денеска можеш од секого да се разочараш и ние во одредени моменти, во одредено време, сите ние се разочаруваме. Се разбира, најмногу од нашите блиски. Од оние кои најмногу ние ги сакаме, ги љубиме, од нив можеме најмногу да бидеме разочарани и обесхрабрени. Но Библијата ни зборува многу јасно и гласно дека секоја наша разочараност и обесхрабреност можеме да ја препуштиме во Господа. Тој никогаш нема да не разочара и тој никогаш нема да не обесхрабри. Затоа, ако оваа вечер си разочаран, обесхрабрен, се соочуваш со едни вакви проблеми во твојот живот, а знам дека најголем дел од популацијата се соочуваат со свакви проблеми, со разочарување и обесхрабрување, и не само што се соочуваат со обесхрабрување и разочарување, туку овие нешта го водат нашиот живот. Понекогаш не сме свесни дека овие горчливи корени кои се појавуваат во нашиот живот го водат нашиот живот. Затоа
Ајде да дозволиме Бог да го води нашиот живот преку вера во Бога, а не проблемите да го водат нашиот живот. Затоа што ако дозволиме проблемите да го водат нашиот живот, тогаш тие може да бидат и тоа како фатални. И духовно, и физички. И во секоја смисла да го уништат нашиот живот. Не смееме да дозволиме проблемите да го водат нашиот живот. Особено обесхрабрувањето и разочарувањето. Знам дека најголем дел од луѓето се разочарани, реков, од одредени работи во одредени моменти. Но ајде да ги препуштиме сите тие нешта, да не дозволиме овие нешта да го водат нашиот живот, затоа што нашиот живот може да заврши фатално. Затоа е убаво да ги препуштиме нашите проблеми, сите овие нешта во Божи раце. Господ е тука меѓу нас и тој сака да не благослови и тој сака да ги води сите наши проблеми и грижи со кои што ние сите се соочуваме. Така да имајте убава и благословена вечер. Господ нека биде со вас и како што реков, ајде ова вечер да не дозволиме сите проблеми да го водат нашиот живот, туку да дозволиме Господ да биде водач во нашиот живот. Добра вечер и благословена вечер се разбира до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата насловена како Глас на вистината. Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Уште една седмица помината, по милоста Божја.